Знаете, пресметки немате направено колку ќе вечини ова. Да ви кажам колку ќе вечинеше нашиот предлог, исто онолку колку што издвоивте за Елем, заради тоа што Елем го доведовте во криза заради вашето неработење. И самите вие го спомнавте нашиот предлог за покачување на пензиите, дека бил лицемерен затоа што ние не сме мислеле за оние кои што примаат повисоки пензии. Па самите се ставате сега во клопка. Па вие не мислите за оние другите кои што земаат повисоки плати. Вашиот закон, ваков каков што е тотално дискриминирачки, ќе воведе хаос во општеството. Комисија за антидискриминација треба да се активира. И немојте поединечно категориите да ги повикувате, да кажувате мислите за едни за други. Вие можевте со овој закон или еве со нашиот предлог амандман, бидејќи вие велите нели сте широки за соработка, да сослушате, ништо не сослушувате, со никого не соработувате. Само сами меѓу себе кроите планови и го споменав законот, предлог наш за пензиите, вие го критикувате дека бил лицемерен затоа што не мислел за луѓето кои што имаат повисоки пензии, па вие за кого мислите? Хаос ќе воведете со овој закон, ви кажувам. И за вас најдобро ќе беше, можеби молевте Бога, ние да не гласаме за овој закон. Не, напротив, ќе гласаме, ама многу скоро, за жал на сите, ќе им се докаже вашето лицемерие, дека ова е неиздржливо. Не може држава која што е со преку 60 долг, ова да го издржи. Кажете им го тоа на луѓето. Ама вие се подготвувате вакви закони да донесете, популистички, ама ВМРО ДПМН ќе ги поддржи. На друга страна подготвувате нова капитулација, спремни ви се коферите за некој после вас овде да заглавува. Ете, такви сте вие. Благодарам. Благодарам.